Почитувана колешке, последниот извештај од Европска банка е катастрофален за вашето владење. Кажавте многу работи со кои што велите како да во Македонија тече мед и млеко, но не е така. Последните 7-8 години факт е дека имаме најголем број, најмасовен број на иселување во Република Македонија. Знам дека не ви е лесно да браните нешто што не може да се одбрани, бидејќи пред фактите молчат и боговите. Почитувана колешке, во однос на проектот Македонија вработува. Да, но каде вработува Македонија? Надвор од своите граници по белиот свет? Младите луѓе по завршување на своето образование, согледувајќи ја состојбата во својата држава, иако знаат, се свесни дека нивните дипломи нема да најдат овде практична примена, се принудени да ја напуштат својата земја, да заминат надвор од неа, да барат подобра екзистенција, да заминат од земјата во која што владее диктатура, режим и криминал. Факт е дека во Република Македонија граѓаните живеат потешко, екзистенцијата ја тешко обезбедува, условите за пристоен живот се намалуваат. Факт е дека се зголемува мизеријата, факт е дека се зголемува долговите растат, луѓето не можат да си ги вратат кредитите, не можат да си ги платат казните, затоа заминуваат, уште еднаш ке повторам, ради економски причини се принудени да заминат. Од општината од која што доаѓам, исто така масовно иселување на младите, бидејќи не можат да најдат работа, не се подобни, немаат партишка книшка од вашата партија. Пред 2 дена слушам и видов дека во нашиот град се одржа саем на Агенцијата за вработување. И се вели дека во Радовиш чекат работа 1900 луѓе. А од друга страна, демек немало интерес. Кој остана во Радовиш? Нема млади за да побарат работа. И ако некаде побарат работа, за 9000 никој не сака да работи во Македонија. Затоа младите бегат да најдат работа, да најдат подобра екзистенција.